Ова сум јас пред точно 3 години кога бев одбиен и не можев да го остварам мојот сон. Дури да не успее идејата, мило ќе ми е што сум пробал и што сум се потрудил. Плачко, види ме, плачам. Ајде да ти покажам како стигнав до овде. Добри дојде во парт 1 од остварување на мојот сон. Како што веќе сите знаете, голем дел од мојот живот го поминав скромно, затоа сакав некако да им помогнам на моите родители, но и на себе, па така се роди идејата да започнам свој бизнис. Искрено доста бев мал, не знаев што правам, но знаев дека сум спремен да ризикувам. Се преселив сам во Скопје со интересна идеја и така почнав да спремам презентација за еден од најголемите брендови во Македонија, додека истовремено бев вработен на 3 места, пробувајќи некако да го балансирам мојот живот. Помина многу денови и ноќи каде што активно работев, останував до доцна, па и некогаш дури не спиев. Мојата идеја беше да направам заеднички продукт заедно со брендот и после една долга година конечно бев спремен да отидам и да им презентирам се што имам сработено. Но на крај го добив одговорот кој што искрено ме скрши. Ах бе дете, ти не припаѓаш во бизнис светот. Остани се таму каде што си. Снимај си видео на TikTok, што се замараш со вакви работи? Кај бе ќе отвараш свој бизнис? Јас кога го слушнав тоа, во тој момент не знаев како да реагирам. Буквално останав без зборови, но никогаш не се откажав. А поради тоа, конечно можам да ти откриам една тајна која што многу долго време ја кријам од тебе. Покрај сите тие затворени врати, јас пробувам одново. И конечно лансирам своји продукти. Па, ми треба твоја помош за да го остварам мојот сон. Заследи го профилот на Dinev Snacks за да гледаш чекор по чекор како го градам мојот сопствен бизнис. И пробај да погодиш какви продукти спремам. Што мислиш, дали е нешто солено како што се чипс, смоки и така натаму, или пак благо како колачи, круасани и слично. Или можеби ќе ви изненадам со сосема нешто друго. Пиши ми во коментар што мислиш, а јас баш сакам да видам кој ќе погоди. Ве сакам сите. Чао!